Добро дојдовте во уште една епизода на подкастот Генерација ММ. Денес зборуваме за тема која што не е актуелна на периодов, туку навистина со години веќе ги засега сите возрасти, но фокусот сега ќе поставиме на млади. Тоа е темата на како може да превенираме, понатаму можеби како треба да понудиме подршка во борбата со зависностите. Тоа не збориме само за зависности кои што не се познати, дали тоа алкохол, дали се наркотиците или слично, туку и кои се зависности ги носи нашето модерно време. На мое огромно задоволство, наш гостин е Розалија Секуловска, која што е психолог и психотерапевт. Ќе оставам една минута да се представи. Драго ми што сте денес тука со нас. Благодарам за поканата. Јас сум Розалија Секуловска, магистар по развојна психологија, лиценциран психолог, психотерапевт од повеќе области, когнитивно бихевиор, трансакционата, понатаму ОЛИ, интегративната психотерапија, ЕМДР техниката, ја имам изучено фракталното цртање како дел од арт-терапијата и така натаму и така натаму. Да, мило ми е што ти имаме како гостин, особено со твоето искуство, преценели едукација понатаму искуство кој што го имаш изминативе години во полето на ментално здравје и психологија. Може да започнеме мислам дека со дефинирање на зависностите. Што по дефиниција школски би значило зависност? По дефиниција зависност представува состојба, значи веќе влегува во патологијата, не е нешто што е здраво во наводници, значи болест. Според нашата МКБ-10 класификација, значи зависностите се болести, каде што човекот, личноста, индивидуата има потреба од некоја субстанца или од нешто надворешно кое што го внесува во својот организам или го прави за да почнат да се лачат определени хормони, тоа се хормоните на среќа, моментално да заборави, да ги потисне некои чувства кои што ги провлекува во текот на целиот живот и за момент да се почувствува, да речеме, лажно подобро. Така да со тек на време таа субстанца создава зависност, тоа се психолошка и физичка зависност. Физичка самиот организам, телото ја бара субстанцата, а психолошката зависност е моментот кога, да го наречам зависникот, има потреба повторно и повторно да биде во контакт, да го внесе тоа во себе за да се смири, за да заборави, за да го доживее она првичното чувство кое што го доживеал кога ја внел субстанцата или кога го направил самиот чин. Така што најголемиот интересен момент е дека тежнејки да го достигнат тоа прво чувство на убавината, како се дисоцирале од самата реалност, најчесто ја зголемуваат дозата. Затоа што никогаш не може да го доживеат првото чувство толку интензивно и ја зголемуваат дозата, така да со оние поопасните дроги знаат со самото зголемување на дозата да завршат и кобно, да умрат. Да, точно тоа е ризик факторот меѓу другото, каде што не е само отпочнувањето на зависност, туку таа има свој прогрес, буквално цел свој животен циклус. Кои најчесто се ризиците кои што постојат по однос на конкретно кај младите, зошто посегнуваат по зависности по субстанци? Зависностите од секогаш, од субстанции од секогаш биле присутни, само некако како да не сме имале информација за нив или пак биле така, не биле достапни да ги чуеме. Меѓутоа денеска забележуваме, имаме информации, имаме статистики кои што кажуваат дека се доста многу застапени зависностите и тоа возрастната граница се повеќе се спушта надоле. Може би зависноста од една страна полесно се случува затоа што самите наркотични средства се многу полесно достапни. Ако порано требало да се одат преку најразлични синџири, да се дојде до наркотичното средство, сега има моменти каде што клиентите кажуваат дека толку лесно се набавува што може како деливери, како достава на врата да ми ја достават субстанцата. Со тоа, веднаш моментот на трагање, барање е многу поолеснет. Од друга страна, зошто се случува зависноста? Не секоја личност е предодредена да
е склона кон зависности. Не секоја личност е предодредена нели кон обсесивно-компулзивно, кон психотични расстройства и така натаму. Најчесто луѓето кои што се некако предодредени кон зависни состојби, кон зависната патологија, тоа се оние кои што се орални структури на личности, фројдовски, психоаналитички кажано. Тоа се оние личности кои што во детството секогаш се чудат зашто одиме во детството, па таму во детството во првите 7 години се случуваат некои битни моменти кои што понатаму можат, не мора, меѓутоа може да направат последици во нашиот раст и развој, и тогаш се случува да во детството нешто се случило, да нема добар атачмент, да нема добро социјемоционално врзување, да нема добра сигурносна база и задоволување на основните биолошки потреби, психолошки потреби и понатаму социјалните потреби за раст и развој, па понатаму човекот за да ги задоволи тие потреби кои што не ги задоволил во примерното детство, бара начин како да ги задоволи и бара несоодветен, најчесто доаѓа до несоодветниот начин да ги задоволи, и тоа се наркотичните средства и другите видови нели на зависности. И на крај секогаш е најинтересно што потребата останува повторно незадоволена. Базичната потреба за љубов, за сигурност, за припаѓање останува незадоволена затоа што наркотичното средство не ја задоволува таа потреба. И нас убаво ни беше објаснето на едно предавање како вака, ако имаме значи потреба тука, имаме наркотично средство векторски кое што доаѓа, ние го зимаме во нашиот организам. За момент се чувствува некое убаво чувство на еуфорија, среќа, радост, и тоа понатаму се одбива и се враќа назад и повторно индивидуата останува незадоволена. И затоа пак векторски има потреба да го земе, но тоа постојано се враќа назад и индивидуата станува зависник. Копне по тоа чувство пак да го доживее, меѓутоа тоа чувство не може автентично да го доживее со наркотичното средство. Да, а не е ни долготрajno, зависност или од супстанцата која што ја зема. И веќе младите мислам дека првичниот момент, особено во тинеџерските години, е веќе допирот со алкохол, со никотин, со не знам вејпање и така натаму. И тие кај нас веќе се би кажал нормализирани како супстанции кои што ги користиме. И сега секогаш е прашањето дали една цигара на ден значи зависност и дали од првиот дим веќе може да се развие зависноста, дали го имаме тој механизам и како може да го разграничиме? Ние велиме дека кога човекот не може без нешто, тогаш е зависност. Значи, меѓутоа зависниците знаат често пати да рационализираат, нас да не залажуваат, дека ствари себе си да се залажуваат дека јас можам, ако сакам, јас можам веднаш да престанам, ете, од утре ќе престанам. И затоа ние ги конфронтираме, па добро, ајде еве од денеска да склучиме договор, усмен договор за работа, дека од денеска ги тргам цигарите, алкохолот, марихуаната, што и да е. Меѓутоа тогаш доаѓа до фаза на пазарење. Па добро, еве, ајде од понеделник нека биде, се пролонгира. Така да се разбереме, значи алкохолот во нашата традиција го имаме. Да наздравиме, на веселби и така натаму. Тогаш не е зависност. Меѓутоа личност, секогаш кажуваат, па како да знам дали е зависник, имам партнер, еве тој 4 пати во текот на неделата знае добро да се опие. Тоа 4 пати во неделата добро да се опие, некако тука многу убаво звони. Прашањето е тогаш дали може барем 1-2 недели да помине убаво, а да не се опие. Значи сето она без кое што не можеме да функционираме и сето она кое што го внесуваме во нашиот живот и ни го попречува секојдневното објективно адекватно функционирање во животот, може да се каже дека ни представува пречка и дека преминува во потенцијална зависност. Убаво го дефиниравме сето ова и мислам дека тие се тие знаци на кои што треба да се внимава, зашто пак убаво кажа некогаш залажувањето на самите себе или на околината
многу е важно да ги препознаеме. Знаците кај дали се партнери, дали се роднини, дали се пријатели и така натаму, зашто мислам дека моментот на подршка во таквите процеси, во таквите состојби се доста круцијални во однос на оваа прашање. Колку е важна околината првично како, би кажал, ризик или негативен фактор кон развивање зависност, а мислам дека на крајот подкастот ќе зборуваме колку е важна како подршка во одвикнување од зависноста. Па ние имаме убава поговорка, секоја птица кон своето јато лета. Така да има зошто, нели, зависникот ќе се дружи со зависниците, затоа што таму ги наоѓа, таму своите ги задоволува своите потреби, припаѓа, има потреба да припаѓа некаде, припаѓа во таа група, имаат ист интерес, заеднички го структурираат времето, едноставно се разбираат. Така да пак велиме дека зависникот припаѓа во таква група, која што од една страна го поддржува таквото однесување, кога тој ќе посака да излезе, нели, да речеме, да престане со наркотичните средства, групата го влече назад. Го влече да не го менува однесувањето, да остане, да припаѓа во групата, односно да не се излекува, каде што сите понатаму ја имаат таа секундарна добивка. Значи имаме и прашање зошто е некој зависник. Затоа што дури кога ќе дојдат на психотерапија, тие имаат секундарна добивка, тоа е несвесна добивка, кој што и самите не се свесни. Ја разоткриваме понатаму во психотерапијата, каде што примарната добивка е јас сакам да се излекувам. Еве доаѓам на психотерапија, се обидувам, ме донесоа, најчесто се случува ме донесоа моите, партнерот и така натаму, меѓутоа секундарната добивка се игра несвесно. Јас всушност длабоко во себе и не сакам да бидам излекуван, затоа што на тој начин ќе ја подкрепам моето животно сценарио, мојот животен скрипт, дека јас можам да бидам неуспешен, дека јас можам да бидам луд, агресивен, дека можам да му пркосам на општеството, дека сето она кое што не може, јас можам, бранејќи се преку етикетата дека јас сум зависник. Еве јас побарав помош, меѓутоа вие не ми помогнавте. Така да работата е многу длабока, а уште како што рековте околината кога ќе ја ставиме, која што го влече назад, па дури интересно ни самата работа, имам забележувано дека ти има доста карактеристичен начин на говор. Доста сленгови имаат кои што се разбираат помеѓу себе, а и секоја група, нели, и во една институција, во една фирма се развива специфичен начин на говор, каде што, например, марихуаната ја кажуваат за грас, понатаму хашишот сум запишала, цигла, хорс е хероинот, ризла, хартијата за правење на джоинт, трип, значи знаат да кажат, тој беше убав трип. Значи, јас истрипував. И сега кога доаѓаат на почетокот, додека јас не сум ги осознала, барам да ми операционализираат, да ми дефинираат каков беше трипот, патувањето. Значи, да земат да го ментализираат, да го вербализираат, каде што на многу работи не се сеќаваат. Затоа што тоа било момент на таа дереализација за време на наркотичната состојба. Понатаму имаат моменти кога кажуваат јас кризирам, значи имаме абстиненцијална криза. Сакам да кажам дека тој нивни сленг, доколку и некој од страна не знае дека пријателот му е зависник, преку самиот сленг може на некој начин и да открие дека станува збор за лице кое што е можеби е зависник. Супер, уште еден знак на кој што треба да внимаваме. Дали има уште некои други знаци кои што може да ги забележиме? Ја знам дека се различни од зависност за зависност, дали тоа зависност или алкохол, дрога и така натаму, или пак некои нешто зависности што се однесуваат на однесувањето, дали тоа е исхрана, коцкање и така натаму. Дали има други знаци на кои што би требало да внимаваме кај блиските, за да може да забележиме дека може би има некаков презик со зависност? Секогаш има знаци, има оние знаци на телото кои што можеме да ги забележиме и бихевиоралните начинот на однесување, когницијата, она како се размислува, емоциите,
колку се тие емоционално стабилни. Меѓутоа, секоја зависност има определени карактеристики по кои што може да се препознае. Ние вака некако ги почнавме сите на куп зависности, меѓутоа да, постојат различни видови на зависност. Значи, од алкохол, алкохолизмот, никотинот, нели, цигарите, каде што, нели, знаат луѓето да рационализираат, ајде, тај не е толку страшна зависност, може би не е страшно, може би не се разведуваат луѓе заради никотин, колку што се уништуваат бракови од алкохол, од наркотични средства, меѓутоа е лошо по здравјето на човекот и самата илузија дека јас сега мора да запалам цигара за да се смирам е навистина илузија. Значи, тоа е тоа плацебо ефект, тоа е таа зависност, тоа е тоа психолошкиот момент на... Психолошка замка. Замка, точно. Значи, имаме алкохол, имаме никотин, имаме наркотични средства, кои што ги делиме во хероин, марихуаната и кокаинот, понатаму таблети, каде што луѓето таблетомани имаат потреба да земаат повеќе таблети. Како зависност, ја имаме коцката, денеска некако се повеќе и повеќе имаме зависности од хазардни игри во најразлични верзии, дали се одење во казино, дали се играње на интернет, најразлични апликации за хазардни игри, понатаму зависности од храна, тука се анорексијата, булемијата, па дури интернет зависности и најинтересно имаме и шопинг зависности. Така да сите овие видови на зависност си имаат надворешна слика. Например, кај алкохолизмот, луѓето може да забележат дека постојат периоди кога индивидуата пие, знаат како изгледа во пијана состојба, понатаму кога ќе се отрезни, таа не е способна да се грижи за себе, не е способна да се грижи за семејството околу себе, не е доволно работоспособна, со тек на времето го плаќа данокот на таа неспособност за себе, за другите, за работата. Понатаму доаѓа до абстиненцијална криза, каде што има понатаму потреба повторно да земе алкохол. Доаѓа до состојба кога веќе не е битно кој алкохол го зима. Во тие моменти, понатаму како што прогресира зависноста од алкохол, тие честопати знаат да имаат и параноидни елементи, особено на љубомора. Тоа е честопати кај брачните партнери. Алкохоличарот знае да има параноидни елементи дека другиот брачен партнер го изневерува. И тоа се должи како некоја последица, не е параноја, туку е последица од самиот алкохолизам. Абстиненцијалната криза ја кажавме и понатаму доаѓа до степен кога веќе самиот алкохол му станува гаден, одвратен на алкохоличарот, меѓутоа потребата, тоа е таа физичката зависност на телото, потребата да внесе, а му се гади од самиот алкохол, е поголема од него. Замислете колку е тоа тешко. Еве, како го гледам и алкохоличарот и дали тоа 3-4 пати во неделата препивање е индикатор, за мене навистина е индикатор дека нешто се случува со човекот. Понатаму од самите наркотични средства, марихуана, хероин, кокаин и така натаму, тоа се оние широките зеници каде што сите знаеме. Понатаму дереализација, деперсонализација, кога го имаат тој трип, тоа патување, кога немаат контакт со реалноста, имаат халуцинации, имаат некои вивидни слики, вивидни сензации, тактилни, дека по телото нешто чувствуваат, дека слушаат нешто, аудитивни сензации, визуелни, дека гледаат чудни бои, дека поинаку ја гледаат реалноста. И тука имаат и најразлични други симптоми. И понатаму, кога ќе се вратат во реалноста, кога ќе помине дејството, во зависност од видот на дрогата се чувствуваат уморни. Особено имаше интересен момент кај кокаинот. Оние кои што зимаат кокаин имаат потреба паралелно да го зимаат кокаинот со алкохолот. Затоа што, не знам дали ви се познати тие моменти, тоа кога ќе се навлезе во работата се осознава,
Кога се зима хероинот, создава некое убаво чувство, меѓутоа велат алкохолот ме враќа назад, за да можам пак да земам хероин, за да утре дента го добиваме зборот, реченицата се чувствувам како прегазен од кола. Не можам да функционирам. Има некои кои што стануваат само на хероин, не го зимаат алкохолот, меѓутоа самиот хероин си прави најмала последица, луѓето имаат проблем со носот, затоа што тој се зима преку нос, а знак прашање и колку е квалитетен, тој сега не дека е ништо не е квалитетно, меѓутоа се става, се додава, кој знае што во целиот тој хероин и создава зависност. Исто така псилоцибин, печурките, каде што мене ми беше навистина интересно со тек на времето кога ми доаѓа зависници од псилоцибин печурки, кои што велат дека е прекрасно чувството, меѓутоа после тоа болките, последиците, тешкотијата да се вратат, дека секој мускул, дека секоја коска, дека не може да се сконцентрираат, дека утре дента не можат да функционираат, е многу поголем данок кој што би требало да ги освести, меѓутоа не ги освестува. Затоа што пак е тоа она желба да го почувствувам, тоа првото чувство, желбата навидум да се смирам, да избегам од мојот тежок живот, да ја добиам љубовта, припадноста во друштвото, меѓутоа ете векторски на сосема погрешен начин. Продолжувам јас. Значи, зависностите од храна, анорексија и булимија најчесто знаат да одат паралелно и двете, анорексија и булимија, меѓутоа може да бидат и одвоени. Таа се случува најчесто кај девојчињата, кај женскиот пол, меѓутоа се случува и кај машките. И знаеме ние од психоаналитичките теории да кажеме дека тоа може би е она девојче кој што сака да остане девојче. И на 20-30 години не сака да биде несвесно, не сака да биде жена, со сите оние секундарни полови карактеристики, со градите, со широките колкови, туку сака на некој ниво да остане девојче. Сака да не порасне, сака да остане татина керка. Меѓутоа, тогаш одиме во проблемот, ајде да видиме каква била динамиката со тато, каква била динамиката со родителот мајка, и тука можеме да дојдеме до многу информации. И огромната длабока несвесна потреба е потребата за контрола. Јас не можам да го контролирам животот, тоа би звучало така. Јас не можам да контролирам сето она што ми се случува во животот, меѓутоа јас можам да ја контролирам храната. Јас можам да контролирам што ќе внесам, колку ќе внесам, тоа е анорексијата, и на тој начин добива лажно чувство дека јас го контролирам мојот живот. Конечно, веќе еднаш јас успевам да контролирам. И булимијата, меѓутоа јас можам и да го исфрлам сето тоа. И најчесто тие се претрпуваат со најразлични видови на храна. Сладко, солено, кисело, фастфуд, здрава, нездрава храна, се буткаат веднаш во себе и понатаму со самото празнење, јас сега го исконтролирав сето тоа и понатаму доаѓа чувството на грижа на совест. И ете го тој некој зачаран магепсан круг каде што се движат, а да не кажуваме дека од самото повраќање, течноста, значи киселините кои што ги имаме во желудникот поменуваат низ хранопроводот, се оштетува хранопроводот, се оштетува устата, глекта на забите се оштетува, значи самите забари можат да забележат веднаш дека тука има нешто со зависности од храна. Аноректичните особи, ете како можеме да ги препознаеме, премногу се слаби, носат најчесто широки алишта, меѓутоа денеска нешто е изменето. Не ја кријат аноректичноста, носат тесни алишта, па дури имаме и доста видни личности на кои што им се восхитуваме, кои што се премногу слаби. Високи, слаби, па дури како да модата тоа го потенцира. И тука имаме некои извртени вредности. Имаме личности кои што познати ги извадиле овие лажните ребра за да изгледаат уште послабо. Прашањето колку е тоа здраво?
не е здраво, значи имаме изместена слика за себе. Дали сум јас убава, значи често пати тие личности кои ќе се погледнат во огледало, барем еднаш во неделата викаат, јас не сум убава. Да, сите ми кажуваат дека сум убава, меѓутоа јас имам толку многу облека и мене ништо не ми стои. Затоа што кога ќе зголемат еден килограм, кој што е незабележлив, тие го гледаат, тоа е таа изместена, искривена перцепција за сликата за себе, толку ја гледаат и толку се чувствуваат неубаво, што некои, значи вие не знаете тоа, толку е земено инвазија, што некои взимаат таблети за да преспијат, за да го преспијат денот, за да не се доведат во ризик, за да јадат повеќе. Понатаму постојат најразлични инекции со кои што ќе им се намали апетитот. Значи одат до таа крајност. Имаат методи како јас ќе се препијам со Кока-кола. Верувам дека и ова не го знаевте, ќе го наполнам желудникот со Кока-кола, и така јас ќе го издржам денеска денот. И нема ништо да јадам и така ќе бидам под контрола, нема да внесам. Значи сето тоа, ако го забележуваат во околината, сето тоа кажува дека ова нешто не е во ред. И ред други зависности. Да, ги има. За жал и мислам дека се повеќе спектарот на зависности, повеќе се нездравите однесувања, нездравите механизми кои што ги развивам, па и нездравите навики, и тоа како особено имаат влијание врз младите, особено кај младите, зашто моментот на пронаѓање себе, на градење на сликата за себе, на перцепцијата за себе, во тинеџерските години, средношколци, па дури студенти, се е навистина некаде високо на приоритетната листа кај секој еден млад човек, и пак влијанието на врсниците и така натаму. Влијанието на врсниците мислам дека peer pressure и тоа како е, значајно. Ајде, пробај една пијачка, пробај една цигара, пробај ова, пробај она, мислам дека тука некаде моментот на влијанието на социјалната средина, пред се на пријателите, во насока или на она што го зборевме чувството на припадност, каде е силината во кажувањето не и како да останат младите цврсти на нивните одлуки, што значат грижа за себе. Кој да каже не? Младиот човек? Младиот човек. Ја пак ќе речем, еве, и во мое време имало, значи, нели, алкохол, имало наркотични средства, меѓутоа сега се некако многу достапни. Кога самиот систем ќе направи да бидат навистина под 18 години недостапни, има зашто под 18 години некои работи се забранети. Затоа што веројатноста да после 18 години нешто повеќе сме созреани, емотивно, когнитивно, социјално, е поголема. Веќе станува млад, возрасен, одговорен човек пред себе, пред законот, пред државата, кој што ќе ги снесува последиците. Затоа велиме алкохолот, цигарите се забранети за деца под 18 години. Меѓутоа, и во мое време биле достапни под 18 години и сега се па многу уште достапни, не само овие, туку и кој знае како, кој што рековте, вајпови. Во мое време јас не се сеќавам дека постоеле вајпови. Сега постои вајп, па сега читав дека се најдени некои посебни штетни супстанции во вајповите, кои тоа се подразбира дека ќе има штетни, без да, нели, чекаме да дојдат лабораториските наоди. Многу е важно домашното воспитување, многу е важно воспитувањето од најважните, тоа се родителите. Често пати родителите се чувствуваат можеби и уморни, како да се расипана плоча, која што постојано кажува. Меѓутоа, ако нека кажува. И нашите родители кажувале, значи, наркотичните средства не се на добро, тие можат да ти го уништат организмот, тие ќе ти го уништат и организмот, и животот, и иднината. Враќањето назад е возможно, меѓутоа е многу тешко. Зависникот не само што е токсичен сам за себе, не само што го уништува своето здравје, го уништува здравјето и на другите околу него, затоа што и другите околу него патат. Родителите, ако е во брак возрастна особа, значи пати сопружникот, децата, значи тоа не е само болест на поединецот, тоа е болест на малиот систем семејството, а понатаму е болест и на големиот систем на државата. Колку повеќе зависници, толку послаби системи, толку послаб глобален систем, ако размислуваме малце, нели, од птичја перспектива.
Тогаш моментот на децидното не, како што кажавте, на младиот човек е многу важно. Но од друга страна, кај него ќе биде моментот, па што ако јас бидам отфрлен од друштвото? Па што ако биде отфрлен од друштвото? Дали е тоа вистинското друштво каде што тој би сакал да припаѓа? Може би сега во моментот тоа друштво за него е целата иднина, целиот свет на оваа планета Земја. Меѓутоа, и тоа е тоа егоцентричното размислување на детето, меѓутоа и на тинејџерот, дека се врти околу мене, дека тоа е најбитното. Не се врти се околу нив, не е тоа најбитното, како што ќе поменуваат годините, ќе се менуваат приоритетите на важноста. Значи, подобро е да се каже не, подобро е да се тргне од такво друштво. Нема ништо лошо да се случи. Напротив, лошото ќе се случи ако земе еднаш, два пати, три пати, понатаму, значи влегува веќе во кругот на зависници. Затоа не, поставувањето на граница е многу добра алатка. Да, мала дегресија, подносно на што го спомна баш, што ако треба да се одзовеме од друштвото, на некои работилници кога сме ги работеле со млади, сме ги разговарале сленгот токсичните друштва, и навистина има стварно големо прашање, дали наеднаш да се тргнеме од друштвото и што ќе значи тоа за мене, каде ќе излегувам, со кого ќе излегувам, како ќе развијам нови пријателски релации, навистина е нешто што го имаат, а знаат дека не е здраво, дека не е добро по нив. Така што е стварно прашање кое што треба да им се понуди на младите, некаков систем, некакви насоки, совети како да се носат таквите процеси, зашто се присутни. Знаеме дека релациите какви ги градиме не секогаш се најздрави, но треба знаеме да ги препознаваме, после тоа и да знаеме како, дали сакаме постепено или сакаме целосно наеднаш да се дистанцираме од истите. Точно, затоа што во текот на животот ете како што ќе расте младиот човек, еви ние да направиме некоја ретроспектива во нашиот живот. Нашите друштва се менувале. Друштвата во периодот на осмолетката, ние бевме осмолетка, друштвата во периодот на средно, факултет, понатаму како што доаѓа периодот на зрелоста. Со некои во минатото сме останале во поблиски контакти, со некои во не многу блиски контакти, со некои немаме воопшто контакт. Денеска на овие години, значи ние го бираме, повеќето од нас на овие години го бираме како сито и решето блискиот човек. Ке речеме, јас имам многу познаници, јас имам многу пријатели, меѓутоа прашањето е колку тие пријатели ми се навистина за мене лично блиски пријатели. Моментот на припаѓање во друштво, во периодот на адолесценцијата, тинеџерството е многу битен. Многу е битно јас да припаѓам во друштво. Еве да се сетиме и ние на тоа чувство колку е битно да припаѓам, да имам таква фризура, да излегувам на тие места, да ги носам тие марки, да слушам таква музика, затоа што тоа значи дека колективот мене ме одобрува. Ако ме одобрува, тоа значи дека ќе ме прифати. А сега имаме, значи, друштво на зависности. Ако јас не земам од тоа, тогаш јас не припаѓам, јас сум црна овца, јас морам да земам за да припаднам. Тогаш прашањето е, одговорот е подобро немој да земеш, најди некое друго друштво, ќе припаднеш во тоа друго друштво. Но јас тука како психотерапевт би рекла, зошто е толку изразена потребата да припаѓам? Дали како мало дете била задоволена базичната потреба за безбедност и сигурност? Дали мама и тато биле тука на вистина автентично? Или само фигурирале, или биле отсутни, или растело детето во екстремно деструктивно семејство, студено семејство, незаинтересирано семејство? Тоа се тие методи кои што нам ни се битни да ги откриеме, за да понатаму на некој начин го разработиме тоа што е како дупка, знаат да кажат, има некоја празнина, има некоја грудка тука. Ајде да ја најдеме таа грудка и да ја решиме, меѓутоа не со ЛСД, не со кокаин, не со алкохол, не со тие термините имаат binge eating, кога се прејадуваат и така натаму. Хајде да ја решиме на друг начин, за да понатаму ја задоволуваш автентично таа потреба, на вистински начин. И мислам дека убаво веќе се насочуваме во препознавањето, знаеме како и веќе го препознаваме предизвикот со зависноста. Кои се ресурси постојат
за ние да го започнеме процесот на отргнување од зависноста, третманот и како изгледа целиот тој процес, зашто спомна, е возможен, дефинитивно, секоја зависност може да се третира, но прашањето е долг е процесот и е бавен по однос на самиот тек и е тежок. Кои се тие ресурси што ги имаме, што можат младите да бидат свесни дека постојат за да може да се обратат? Па ајде прво да почнеме од ресурсот самата личност. Самата личност е каков таков некаков си ресурс, иако е зависник. Значи прво би требало да признае дека јас имам проблем. Често пати ни доаѓаат, како што реков, донесени. Ме донесе мајка ми, татко ми, ме донесоа партнерот. Меѓутоа, дали ти навистина перцепираш дека имаш проблем? Кога ќе свати дека веќе, најчесто тоа е многу доцна, дека не може да функционира така, самиот ресурс, колку и да е веќе, како да кажам, подвоено, црно-бело, постојат капацитети во самата личност за промена. Вториот ресурс се самата околина, семејството, значи примарното семејство, родителите, дали туку има брат, сестра, понатаму пошироката околина на сродници, понатаму одиме околината, дали е тоа училиштето, дали е тоа работната средина, пријателите и така натаму. Социјалната поддршка за многу ментални растројства, состојби е многу битна, е многу важна. Понекогаш знае да биде и пресудна и во позитивен и во негативен поглед. Понатаму како некој ресурс кој што би не бил добар за и за превенцијата би била самата едукација, психоедукација и медицинската едукација, која што е многу добро да почне од деветолетките, затоа што гледаме дека таа е достапна, зависностите се лесно достапни, рековме, и под 18 години. Значи тоа образование, некои знаат да бидат онака како во дилема, па тоа е меч со две оштрици. Ако јас сега почнувам на моето дете, а тоа да речем има 14 години, тоа веќе не е дете. Значи тоа е веќе тинејџер. Ако јас почнувам на моето дете сега да му кажувам за другите, па можеби јас ќе почнам да му ја развивам љубопитноста, ајде подобро јас да молчам и да не му кажувам дека сето тоа постои. Значи, плашејки се баш од тоа да не ни се случи, веројатноста да не се случи е навистина многу поголема. Тоа е тоа воспитување, кога дома им кажуваме дека секаде некаде надвор околу нас, значи тоа е таа едукација, дека не е добро да зимаш од непознати, не е добро, веќе имаше некои gummy bears кои што се продаваа лесно достапни, меѓутоа во трафики, меѓутоа беше на родителските кажувано немојте да им давате, имаше име, кажувајте им на децата да не, значи тоа е едукацијата. Инаку како јас ќе знам како родител, како моето дете ќе знае дека тоа е штетно. Значи имаме превенција, примарната превенција, секундарната превенција кога веќе ќе не дојде зависникот, кога работиме со зависникот, кога работиме со неговото семејство, со најблиските, ова е исто примарна превенција, може да биде сега и секундарна превенција за тие кои што се во жижата да научат нешто да освестат, и терцијалната превенција која што велиме дека е за доцнета, меѓутоа не е за доцнета, затоа што никогаш не е доцна да се побара помош. Тогаш веќе кога земала зависноста замав и кога би било малце потешко да се вратиме назад, меѓутоа пак ќе речем дека не е невозможно. Од друга страна, што можеме да направиме? Можеме многу нешто да направиме, меѓутоа ни треба поддршка и од поголемите од нас, институциите, формите, државата, например, алкохолите. Навистина да постојат строги мерки, контрола, да не се продаваат на оние кои што се под 18 години. Не ја спомнавме коцкањето, хазардните игри, тие се исто така зависност. Јас секогаш велам зошто коцкарниците се ставени на толку видни места, на булевари, на улици, како во некои општини има, во секоја општина има кладилница, има казино, меѓутоа има еден клон на градинка за две општини, да речеме. Зошто?
нема потреба од тоа, зашто на видни места не се ставени некои други работи. Значи, сето тоа што трепка, што мами, сето тоа што гарантира брзи успеси, среќа, ендорфин, благосостојба, задоволство, кредити 24 часа, подобар живот, сето оно што е брзо е на некој начин игра и невозможно и не внесува во кругот на таа циркулација на зависности. Значи, убаво би било да се тргнат сите тие некои нешта кои што пропагираат и нудат лесна достапност да се влезе во кругот на зависност. А сега кога ги спомнав коцките, јас искокам од тема на тема затоа што така ме тече и мислата. Тоа е идејата. Да, во самите кладилници, кажувајќи самите клиенти кога влегуваат, нема саат, нема часовник. Зошто? Значи да се свртиме над зидот да видиме колку е час дека јас морам да се вратам дома. Не е битно. Значи, зошто нема часовник? Значи, толку банално, меѓутоа толку убаво направено. Времето не е битно, остани, тоа е пораката. Остани тука колку сакаш. Понатаму имало, не знам, прекрасен мирис. Мирис каде што нели се доаѓа во определени зони во мозокот, кој што создава чувство пак на лачењето на ендорфин, на задоволство. Самите апарати, знаеме дека се направени да никогаш не добиеш или онака како дресура да добиеш малце, па пак да се навлечеш на тоа, бесплатниот пијалок, за да те нахранат, нели, како мало дете, еве малце храна, остани тука, куќата, нели, ќе покрие нешто, лихварите од другата страна, еве одењето веднаш во underground, во подземјето, лихварите кои што демнат за да се влезе сето таму подлабоко и подлабоко е многу сериозно. Убавите кои што носат пијалоци, затоа што ние сме научени дека сакаме да гледаме убавина. Значи, сето тоа е така многу убаво осмислено, да човекот навидум за неколку секунди задоволи некоја потреба, меѓутоа на крај излезе незадоволен, фрустриран, со грижа на совест, чувство на вина, автодеструкција кон себе, автодеструкција кон околината кон себе, да западне во депресија, некогаш во параноја, дали се само шубови на параноја или пак подолги параноични кризи, понатаму целиот халуцинации, целиот организам од алкохолот, од оние таблетите, кокаинот, наркотичните средства, срцето, белите дробови и сите внатрешни органи, кардиоваскуларниот систем, значи сето тоа пати. Зошто? Затоа што нешто во детството не било задоволено, но јас сега не знам како да го задоволам. И го задоволувам на деструктивен начин. И не е точно дека тоа се случува само кај сиромашната, ниската класа, се случува и кај богатите. Значи, нема врска социјалниот слој со зависноста, нема врска полот. Ова кај анорексијата и булимијата е нешто друго, меѓутоа сепак и мажите и жените и сите социјални слоеви се подложни да влезат доколку имаат некои незадоволени потреби и таква структура на личност за зависност. Мислам дека баш убаво го впативме целиот животен циклус на зависноста од почетокот, како се развива, кои се сите оние ефекти кои што ги има и на лично ниво, но понатаму и на поширок круг, понатаму и кои се ресурсите кои што може, зашто треба да бидеме свесни дека ги има. Можеби не се секогаш толку ефективни, не се секогаш достапни, различно се во различни средини. Едно е голем град кој Скопје, други се помали средини. Стигмата исто, однос предрасудите, што значи зависност и дали е болест или не, и дали ќе се лекува или не. Но важно е младите да знаат, да препознаат, првично дали веќе почнуваат да го развиваат механизмот, на што се должи, истото понатаму да се обратат за помош. Да, некојаш круговите што ги имаме до нас, семејството, пријателите, а понатаму и стручната помош. Дали тоа ќе биде медицинска услуга, дали ќе биде услуга од психотерапија, психолози, може би дел од граѓански организации кои што работат на овие теми, не само на едукација, туку директно и на поддршка на лица кои што се борат со зависноста, така што ги имаат ресурсите, само треба
навистина е тежок чекор да се тргне, но е доста значен што значи грижа за себе. Една финална порака што би сакала да ја пратиш и да адресираш за овој подкаст? Подобро е навистина да се каже не за многу работи во животот. Тоа е поставување на граница. Границите, јас многу ги сакам, тоа се психолошки граници, тоа се некои невидливи. Сите имаме. Некој поголема, некој помала, некој поригидна, некој повеќе пропустлива, некој се му влегува внатре, ништо не излегува надвор и така натаму. Јас мојата граница ја визуализирам како обрач, некој кој што секаде невидлив, кој што секаде си го носам со себе и ме штити. Јас дозволувам она што ќе влезе во мојот простор и она што ќе излезе, тоа е моја одговорност. Јас снесувам одговорност и тоа е баш мојата порака. Јас снесувам одговорност, младиот човек снесува одговорност, зрелиот на 30-40 години снесува одговорност што влегува во неговиот его простор. Дали е тоа дрога, дали е тоа алкохол, дали е тоа насилство, дали е тоа што и да е, и што излегува од мене. Јас одговарам за сето тоа што го кажувам, што го правам или што не го правам. Дали е деструктивно, дали е недеструктивно и така натаму. Значи, многу е полесно и подобро да се има јака граница на она што е негативно, деструктивно, да се каже не, а доколку не сме успеале да кажеме не, многу е подобро на време да се побара помош. Не е страшно, не е срамота. Нема потреба од криење, возможно е да се помогне, затоа што тогаш се работи со мултидисциплинарен тим. Психијатар, психолог, во зависност и од зависноста, социјален работник, доколку се оние зависности за исхрана, тогаш имаме и медицинско лице, нутриционист и така натаму, значи имаме мултидисциплинарен тим, затоа што повеќе личности ќе работат со една личност. Возможно е, меѓутоа од друга страна треба некој да побара, за да ние ја земеме таа рака и да ја потегнеме малце на оваа страна. Ти благодарам многу, навистина беше драго за овој разговор. И благодарам и на вас што бевте дел и од оваа епизода од подкастот. Навистина ни е драго доколку овие информации допрат до вас и да сватите дека одлуката зависи од вас и одговорноста повторно паѓа на вас, но дека постои начин за како да се справиме со сето ова. Подкастот е снимен во рамка на проектот Градење здрави животни навики кај младите и се гледаме во наредна епизода.